Као Дарт Вейтер да се вратил. Да. The Empire Strikes Back. Значи, да пробам да... Пошто нели ја по сценарио зборам се. Значи интересно беше, многу добра фати работата од почетокот со насмевката на граница. Да. Значи, у принцип, прво, нели, што беше контроверза што избега, како го пуштија, па нели замачка очи некој службеник полициски бил под, не знам, суспензија, трт мрт и толку. Да. Таа. Беше сменет и началникот, мислам, века на граничниот. Премен Артан Груби беше, не Артан Груби, него полицајците биле шокирани од убавото возило и од велепниот господин. И ајде, тоа заврши. И сега ти да се вратиш после колку е 14 месеци, насмеан, расположен, мислам уште што не им заигра тука на луѓево, а си избегал, те прогонуваат за 10 милиона, не знам колку е таму евра, тоа е само тој случај, вајда има и други, не знам. И да се вратиш така како што се врати, индицира дека има тука некои работи што не ги знаеме. Например, еве, ке карикирам, можда и дењето на Али Ахмети на Лидерска. Можда некои договори кои што се куваат за предвремени. Или едно безобразие кое што, нели, гледаме сега 24 часа се обвинуваат, сите секого обвинуваат, а работата е многу проста. Еве ја ако позволите да ја упростам. Повели. Значи, дали е ВМРО криво, дали е ДУИ криво, дали е СДСМ криво, портпароли, емисии, дебатни, све живо. Но за да има притворот треба да го побара обвинителството, ако не се лаже. Така е. Значи, судијата, колку што го разбирам сега ја скромно правото, судијата не може да определи притвор ако обвинителството не бара притвор. Значи, сега сме веќе на... Тоа кажа и Јошевска. Значи, сега сме веќе на трак да го стесниме просторот за манипулација и да дојдеме на права трага кај може да има некаков договор. Значи, од прилика би било негде во обвинителството. Колку што знам ја, сега веде државниот обвинител е близок до партијата на власт. Па нели е очигледно кај е договорот? Прашањето не е сега друго. Дали мислам, докажи се. Тоа се, значи, ова е лаичко гледање. Од моја перспектива. Како беше? Ја не убедувам никој. X плюс Y еднаква на Z. Паричките X плюс Y, проценти ово оно и за милион години ќе умрете од глад. Значи, суштината е како ја гледам. Добро. Мојот пристап, моето критичко расудување. Значи, не мислам дека е виновен, не знам, еве ми иде прво на памет Бране Петрушевски и нели одма комично чувство имам. Не мислам дека е виновен Филипче или не знам, или не, значи иде, работава, иде. По смешност ги набројуваш. Значи, по комичност. По принципот на Окомов брич, отстрануваме доаѓаме до обвинителство. У обвинителството знаеме како стоят сега работиве. Знаеме дека главниот притисок на владеачката гарнитура е тука, токму за вакви работи. Сега, не знам дали е точно тоа што го читав, дека проценка направиле МВР и АНБ дека не било безбедно за него. Се вртеше муабетот. Околу тоа ќе дискутираме. Значи, ја не знам дали е точно. Тоа го читав денеска. Ако е точно, уште дополнително мојата позиција се зацврснува дека каменот од блиску доаѓа, односно од шампитата на Илинденска порано безброј. Што значи дека и тие институции што сега ги набрав МВР и АНБ се исто под контрола на истата владеачка структура. Но добро, може да има битен, сега ќе завршам. Значи може да има битен. Па тоа сега едно подпрашање како шлагво. Значи зошто све ова би било направено знаејќи дека ова му штети на рейтингот на ВМРО-ДПМН? Па може да има клучен за нешто, може да се спрема нешто, не знам, но ја имам едно прашање, ако за човек не е безбедно да е у притвор, каде, у Идризово ли ги носат или у Шутка? Значи, ако таму не е безбедно за него, значи, Цуцуловски го читав денеска, неговиот статус беше дека
Апсолутно тогаш не е безбедно ни за никој друг. Да. И ако го пуштаат него, значи треба да ги пуштат сите. Ке се надоврзам на твојата поента, само да прочитам две